Добро утро, другари, добредојавте во мојот нов влог. Денеска стварно не знам што ќе се случува, ниту имам некакви планови и тоа е можеби една од клучните причини поради кои што го стартувам денешниот влог, затоа што многу често сами од себе се инспирирам, кога сум свесен дека се снимам, па подсвесно имам потреба да направам нешто интересно за тоа да прерасне у контент и да бидам продуктивен на крајот денот, така што го стартувам овој влог со идеја и искрена надежда дека денеска ќе се случи нешто интересно. Испив кафе, цревата почна да ми крчат, така што мислам дека е вистинско време да направам нешто да јадам. И еве таман прилика да ви покажам како јас правам доручак, ако уопште ви интересира. Океј, денеска одлучив да доручкувам авокадо тост, така што еве таман прилика да ви покажам како јас го правам авокадо тост. Сега сум кога ви од храна и вино, ама ајде да ви кажам што всушност ви е потребно за овој рецепт. 2 јајца, едно авокадо, користам медитеранска мешавина, ова зачинот, 2 кришки леб и користам, како се вика ова, кокосово масло у вид на спреј за пржење. Така што, let's do this! Уклучуваме рингла, у тавчето прскаме од тоа спрејот од кокос, ги ставаме кришките да се запечат, а за тоа време го пасираме авокадото. Сега ќе ви покажам како го чистам и како го пасирам. Океј, ајде на брзинка да ви покажам на кој начин јас го чистам авокадото и го подготвувам за тој авокадо тост. Го пресечувам вака на пола, го одвојувам, ја вадам семката со лажица. Океј. И еве. Инаку, кога купувате авокадо, многу е битно да го опипате, да е меко. Или кога ќе го купите, барем да ви одстои неколку дена за да биде меко, пошто тврдо авокадо не може да биде употребливо и корисно. Ова е добро, меко, чисто, така што вака го вадам со лажица. Низ него поминувам. Оп. И тоа е тоа. Истото тоа го правам и со втората половина. Тоа е тоа. Земам вилушка и се почнувам да го пасирам. Кога авокадото не е созреано, нема шанси да го испасирате, освен евентуално у некој блендер да го ставите, ама не е вкусно, има така вкус на нешто зелено, која не е созреано. Сега кога веќе го испасиравме, му додаваме малку од ова медитеранска мешавина. Доколку сте љубители на лук, исто така можете да си додадете лук. Ја нешто не милувам да јадам, особено не за доручак. Кришкиве се веќе запечени. Сега у истава тава ги ставаме јајцата да ни се спржат. Океј. Додека се пржат јајцата, кришките ги премачкуваме со авокадото, вака испасирано, као намаз. Јајцата треба да ги свртиме и на другата страна. Дај кажете нека тактика за... Хит! Ајде. Е така. И секогаш ги пукам бе, жолчките, затоа што јајцата ги ставам преку кришките. Многу често знае да ми се растече жолчката додека гризам и цел сум као мало бебе, така што боле да ги пукнам додека се пржат и после нема што да тече, браво. Океј, јајцата се готови и вака само ги додаваме од овзгора, ништо комплицирано. И преку нив исто така додаваме од медитеранската мешавина. И тоа е тоа, вака изгледа мојот доручек, авокадо тост. Ај вака додека доручкувам ќе направам еден макбенг, во кој што ќе ви одговорам на некои често поставувани прашања поврзани со влогмасот. Овој влог сконтав дека може да излезе као моја morning рутина, затоа што ја реално немам morning рутина, ја не сум morning person и ја ако не морам не станувам рано, ја имам попладневна рутина, моментално е скоро па 1. Све е само не morning. Меѓутоа, преку недела кога идам на работа, станувам на кај 7:30, немам појма, пошто до 8 работам, али немам рутина, станувам, се мијам, се облакам, излагам. Така што, ова дефинитивно е мојата morning рутина кога сум дома. Станувам, пијам кафе, единственото нешто што не ви го снимав е пиењето на кафе. Меѓутоа, тогаш не сум ни способен да ви се снимам, затоа што од кога ќе станам имам потреба од најмалку 20 на минути да дојдам при себе и не сакам да зборувам со никого, ниту сакам некој нешто да ме прашува, така што не е изводливо ниту да ви се снимам. Се планирам да јадам, да испијам витамини и да направам цеден портокал со цитрон и лимун ако имам. И тоа е тоа, сакам некаде да излезам, да се прошетам, со тоа што времево е одвратно, врне, а ја имам очајна потреба да
излезам на воздух, така што ќе пробам нешто да се организирам и да направам. Многу често ме прашувате кога ќе правам рум тур, што се однесува до мене, ја веднаш би ви направил рум тур. Меѓутоа сакам собава да ја средам до крај и тогаш некако финално да ви ја представам, затоа што навистина вложив многу време и пари на крајот денот за истата да изгледа така како што изгледа, односно да изгледа така како што сум замислил. Ми фалат уште неколку работи: полароид, масичка, звучник, огледало и корнис да закажам завези. Кога се ќе најдам, купам и завршам, да очекува рум тур. Се надевам до крајот на влогмасот, ако тоа не се случи, тогаш во јануари. Во текот на наредната недела сакам да се вратам у теретана, додека имам антитела малку да искористам прилика да повежбам, затоа што вака седејќи дома ќе се направам мечка, иако внимавам на исхраната, меѓутоа јас сум пиши пропало у секој поглед кога е здрав живот прашање. 3 да најадам авокадо тост, 5 да најадам хамбургери, така што моите одлуки кога е здрав живот прашање секогаш ги прифаќам со резерва. Меѓутоа стварно сакам да се вратам у теретана. Што се однесува до влогмасот, забележав и коментари од типот зошто не објавувам само влогови од ден за ден. И на тоа прашање ќе ви одговорам. Една од желбите ми беше да направам влогмас во кој што од 1 до 31 декември ќе објавувам секој ден само влогови во real time. Значи се снимам денеска, го објавувам утре. Или се снимам преку ден, го објавувам навечер. Меѓутоа, во мојот случај тоа е невозможно. Моментално е невозможно. YouTube на мене не ми е професија. Ја работно време од 8 до 4. Автоматски, денски не можам да ви се снимам, затоа што прво непристојно е да се снимам на работно место. Второ, се и да ви се снимам таму, што ќе ви снимам? Може еден ден, 2 дена, ама не можам 31 ден да ви се снимам у канцеларија. Втора работа, не можам да постигнам. Не сте свесни колку монтирањето на видеата е напорно. Океј ми е што во текот на денот ја ви се снимам. Тоа не ми представува никаков напор, да речем. Сум одлучил да ви го сервирам животов на тацна и тоа е сосем окей. Затоа што реално, додека го снимам влогот, мене ми се случуваат тие работи кои јас на вас ви ги снимам. Меѓутоа, кога доаѓа моментот да ги монтирам истите тие работи, јас одвојувам време за тоа да го работам. И тука е таа разлика. Во овој момент, оваа година, просто нереално е да објавувам само влогови, уште помалку во реал тайм. Ова би требало да биде всушност влогмас број 14 или 15, не знам. Тоа значи дека сме скоро па на половина. За разлика од минатата годинава не толку многу ја чувствувам таа тензија, затоа што кон крајот на ноември, кога излегов позитивен на корона, кога останав во изолација, донесов одлука да терам влогмас и уште тогаш изнаснимав многу статични видеа кои вие ги гледате во оној момент кога јас немам материјали за да пуштам влог. Така што со самото тоа си олеснав работава, за разлика од минатата година кога од ден за ден ги снима видеата и тоа беше пренапорно, затоа што дојдов во момент да се вратам од работа у 4, веднаш да седнам да се снимам, за у 6 да пуштам ново видео и тогаш видеата ги пуштав у 6. Годинава ми е многу полесно, али проблемот е у тоа што сите тие изнаснимани видеа се скоро па објавени, имам уште 2 или 3 на лагер, што значи дека кај да е ќе ме стигне тоа лудило. Многумина од вас ме праша дали во текот на влогмасот ќе излезе нов дел од вашите тајни, па иде на тоа прашање да одговорам пред да го ставам последното залче уста. Да, во текот на неделата ве очекува 7 дел од ваши тајни, ако не се лажам, така што бидете тука, активирајте си го на звонче доле до subscribe, за да ви стига нотификација у секој оној момент кога ја ќе објавам ново видео. Тањерот е празен, така што ве носам пак у кујна да седиме порто. Не знам дали уопште на камера се гледа, али вчера ми излезе некое чудо овде на сред образ. Одвратно и предпоставам дека е од маска. Што друго би било. Како и да ќе влезам на брзинка да се истуширам, сакам и да излезам пред надвор да ми се стемни, така што можно и брадава да си ја ишишам затоа што месец дена ја немам кратено. Не знам дали некогаш сум споделил со вас, ама ја брадата стрикно ја шишам, никогаш не ја причам, затоа што еднаш така се зезнав и буквално цел бев у бобулици и секогаш тоа со машинка го правам, така што немам услови у купателот да ви наместам да ви го снимам процесот, иако не е као ништо интересно. Почнав да си ја шишам брадава, па чисто да видите како изгледа.
15 minutes later. Damn! Okej, еве сум вака избричен, да кажам, иако не се бричам туку, ја шишам брадата. Како и да е, не можам се поднесувам едно добри 2 до 3 дена од кога ќе се избричам, затоа што самиот на себе си делувам ко свинска паштета. Еве у коментари пишувајте ми дали сум ви поубав без или со брада. Јас се облеков, се спремив и сега излазам да се провозам малце, затоа што за пола сат ќе се стебни, па да фатам малце од тоа денот што остана. Кидам да ставам гориво, затоа што вчера ми се уклучи резерва, ме мрзеше да идам до бензинска. Што уште ќе правам? Ништо. Сакам да си купам звучник, тоа заборавив да ви кажам. И се сум потрага по Bluetooth звучник, ама оние големи Bluetooth звучници. Се не оние аматерски пластични со микрофони, туку некој добар Bluetooth звучник. Меѓутоа ја не се разбирам нешто многу тие звучници и се треба да се консултирам со некои луѓе кои се разбираат. Можно е утре да си купам звучник ако најдам нешто што ми одговара и естетски и у однос на цената, затоа што не планирам да фрлам 300 евра за звучник. До на кај 150 може би ќе се отворам. Како и да е, ќе ви се јавам од надвор, ако уопште имам што да ви снимам, затоа што буквално планирам да седнам у кола и да завртам 2-3 круга низ Куманово, да ставам гориво и да се вратам дома. Вечер имат звездите на Гранд, така што тоа ќе гледам сигурно. И така, ајде да не ве замарам јас со овие мои статични излагања. Ве носам со мене, па ако се дешава нешто интересно, ќе ве апдейтирам. 1 hour later. Еве да ја видите јелката на Ивона. И Ова е за тебе. Thank you. Јеј. Пишете у коментар дали се свиѓа. Некако посебен драж ми е кога ќе ја палам свеќата со шибицава. Што шибица? Ама слушај, оно е. Со шкорчиња. Слушај. И оно запалиш сега прст. Знаеш сам дека... И на крај него ни запали. И немам више Посебен шкорчиња. драж. Вика, а знаеш сам дека кажеш шибица и тој те чека. Шкорчиња, бе, девојчето со шкорчиња. Лајк кој ја слушал приказната. Не ли се читаше те? Не, јас сак сам нешто во аудио книги за Ете. Ајде. Сепак одлучивме да излеземе. Не одлучивме ме матера моја. Јас сум у депресија. Феномен на 21 век. Зошто жените кои се шминкаат, односно кои стават маскара, отвараат усни? Излевавме надвор, идеме малце се прошетаме. Зборам моментално со братот на Ивона. Дали би сакала да ви снимам утекот на влогмас Among Us? Видов дека тоа е најактуелна игра моментално и дојав на идеја да се снимам барем еднаш, како што тоа беше случај со Brawl Stars. Ја имам 0! Зашто ме дриблате? Па ти си израдува на 0. И ето, ако сакате да играме Among Us, ставете лайк и напишите ми го тоа коментар за да знам, па до крајот на годината у рамките на влогмасот ке се организирам некако за да го реализирам. Јеј! Дојавме пак у Алфи. Ајде, ице, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ивона си купи некакво дедомрашче, што е ова? Кјуте скро, само ваljda ништо не ме слушате, пошто ова дува за сите пари. Дојдовме да гледаме звучници. И Силија ни се приклучи затоа што он се разбира у звучници. Што мислиш? Заледи се. И поминавме сите можни продавници во кои што се продаваат тие Bluetooth звучници. Не си купив ништо, стварно сме као секта, сите сме у црно и со овие маскиве, ужас. И ништо, тоа е тоа. Се вели да ќе си идеме на кај дом. Колку само сум се чуден вака без брада, тоа е страшно. Едва чекам да поминат онака 2-3 дена да подпораснат влакната за да заличам на човек. Како и да е, се прибрав дома и сватив дека на смешка, на шала, сум собрал доволно материјали за влогот да го завршам овде некаде. Имам така 10 минути квалитетна содржина и искрено се надевам дека и овој влог ќе ви се допадне. Доколку тоа е така, не заборавајте да ми дадете до знаење со тоа што ќе ми го напишете тоа во коментари, ќе оставите лайк. Чао, се гледаме утре во исто време на исто место.